47, да. Да. Часовникот ми го криеш, Маринке, да. 47 минути после 10, вие сте сутринската на Телма. Убаво се расположивме, малку подкаснавме, оставивме за после, што се несува до разговорот со Мики Секуловски, а во меѓувреме ја имаме и нашата следна гостинка, последна за ово издание на Утринската и за оваа сезона и оваа дружба со Кате. Стојне Николова, добре ни дојде. Добре ни Добре, дојде. најдов ви благодарам на поканата. Да, она е една од гостите кои што е чест да ги имаш заради тоа што работи до доцна навечер и не секогаш може да стане толку рано. Наутро. Наутро, да се подготви, Така е. како таква, да се појави на телевизија. Ти благодариме за Бога тоа. ми, нема проблем. Знам како е со Задоволство ми. луѓето кои што посебно музичарите кои што работат до раните утрински часови, да дојдат во утринска програма. Мислам сега ова пак е некое време предпладне, ама пак е рано за сите вас. Па да, со оглед на тоа дека треба малце порано, нели, барем ние дамите да станеме, нели, да се подготвиш, да се нашмингаш, Да. ама задоволство ми е да бидам во ваше друштво, така да не ми е проблем. Благодариме. Јас би почнал од исто од оваа тема. Млада си девојка, нели се уште без семејство и сите ангажмани кои што семејството си ги носи. Успеваш ли да се адаптираш сама себе со нели спиење до доцна, работење во текот на ноќта? Некогаш ти доаѓа ли преку глава од нели таква работа, таков тип на работа, таков И тип на такво живот темпо. и такво темпо? Па како не ми доаѓа? Тие настапи, да кажам, целовечерни се исцрпувачки. Секако. Те трошат дефинитивно и тоа спиење денско не може да се споради воопшто со ноќно Секако. спиење. Но некако си ја сакам работата и мислам дека уште сум млада, па можам да издржам. Па добро, млада, ама годините одат. Ама годините одат, да, така да... Тука сега одиме на другава тема. Да. Како ти можеш со тоа темпо да најдеш некој кој што ќе ти биде придружник? проблемот, не можеш да Па најдеш. тоа ти викам, ќе мора со тоа темпо и тој да веја. Така, Ако е да. тој пеач Па, и добро, не може со да се темпо види. Некој од годините- бендот стои на ништо друго. Така. Некој од бендот, да. Некако и веќе ги разречувам настапите. Ова летната сезона ни е нака да кажам Да. по турбо, инаку преку Да, годината... има период веројатно кај што можеш малку да инаку се- преку цела година сме само викенди. Јасно. Така да се наоѓа за се време. Што значи оваа летна турнеја? Од денеска започнува летната турнеја. Тоа не е поводот, само да споменеме, Така е. покрај новата песна Новата песна и Испод. спот. Поводот е од денеска почнува летна турнеја на Стојне низ Македонија, ќе можете да слушате и гледате во Па градовите. Бога ми започнува, Вечер во така Охрид. јас си викам, да, вечер во Охрид имаме некоја приватна забава. Па настапуваме низ различни градови. Буквално секој ден сме во различен град, имаме свадбени прослави, имаме настапи во дискотеки, во ресторани. Се дружиме со различни луѓе и убаво, интересно е. Убаво, интересно, ама исцрпувачки. И исцрпувачки, да, пак ни се случува некогаш да имаме, ако денес сме Охрид, утре да сме Делчево, едноставно од едниот од другиот крај во Македонија, патиштата не ни се добри, па тоа највеќе те исцрпува, ама добро. Да. Ке издржиме. Треба ли на гласот малку време на нели стабилизирање да И речеме како од една успеваш да журка? си го сочуваш? Така Така, е, фала да. му на Бога, немам проблем со тоа. Највеќе Значи не зборуваме само за пеење, ти си во различни простори, каде што Така. нели и се пуши, и има Да, климатизација, клима. не знаеш каква е климата, дали е чистена Да. или не, местото и така натаму, нели, колку се држи хигиена и не. Сето тоа влијае на глас. па влијае дефинитивно. Не можам да кажам дека не влијае. Како се справуваш во дадени Ама- моменти и што кога ќе засипнеш? Мене ми се случило во животот, во мојата водителска кариера, два пати да засипнам, И? од кој едниот беше Без погубно. глас? Погубно, а терав 2 сати емисија во живо. Тоа беше Како збореше, кажи ми? Греф. Кажи ми како? Не можам да ти кажам како, пошто тоа беше мачење за мене и за гледачите. Среќа, па Верувам, имав да. гости кои што ми пред тоа им кажав, те молам збори повеќе, да речем Да. едно прашање да ти поставам 15 минути, но ти не можеш на настап Не можам, да речеш ај 15 минути плейбек, па една песна ќе испеам јас, знаеш. Не можеш. Последниве 2-3 години не ми се случило да засипнам. Освен нели кога ќе настинам, па Да. некоја мала промена и јас да си ја видам. По гласот. Да, гласа, аз да. пример. Ама добра сум, се Фала му на држам. Бога. Па
Имаш некаков Јадам ритуал? овоше многу, да, многу мет и лимон. Комбинацијата на мет и лимон помага. Наутро? Со млака вода? Да. Не мора вода. Мислам, твоево не е наутро, околу 2 часа. Не, јас станувам од прилика некаде 11:30, 12 најкасно. Добро. Ако се приберам у 4, така да добро. Па и тоа не е наутро, стој нема. На план не Замисли го нашево у 5. Ти рачуне ние у 5, а Деното стој ние во 11. А јас у 5 си легнувам. Има и јас таков период, знам како Да ти е. лигнува, никој станува и буди народ. Добро, ама не гледала, значи, она станува кога ние Не завршуваме. она е една од Има ретките програма која да што не врата. гледала. Имам програма да ме вратам. Се нова технологија, брат. така. Давид си гледа, шо преживе си гледам утриска во 5 попладне. Што се пропуштило за бајле? Има ли време за дружба, има ли време за пријатели, има ли време за семејство, има ли време за тоа? Има како нема. Јас сум човек кој што не мирува. Јас постојано сакам да бидам негде, постојано сакам да бидам со луѓе. Сакам едноставно да се дружам, да бидам продуктивна, да работам. И мајка ми често пати знае да ми каже: "Добро, ти не нашетана си во животот. Седни дома малце, биди сама." Викам, немам време за да бидам. Сакам да бидам со луѓе. Има Доста време ми кога е ќе- 2-3 сати дома сама. Да, јасно. А ќе има ли време после летото за одмор, никаков годишен одмор? Јас веќе немате? бев на одмор. А беше, добро. Иако немам многу вода Боја. боја фатана вода. Ама Ај, вода вода, пати. Бога. Па и вода. Не вода еве ти фати, али за боја, тоа е да попуштиме рефлекториум. Бев 7 дена во Шпанија со мои драги колешки. Нема се кажеш со прошетавме, дечкото, видовме, ти ништо. Не. Не, Чека, добро. нема време за со дечкото. Не Како да го најде Чекај, уште дечкото? 2-3 пати ќе одам до... Да, па кажи кога ќе одиш да знаеме кој дечко да го пратиме Секоја на. година, онака... Има дружба со колешките, ги спомена? Има, да. Има, ретки се. Тие со кои што можеш да се дружиш, нели? Немаме и многу време, реално, за да се дружиме. Сите сме по настапи, кој веќе има семејства, па Да, нели има да. други обврски. Но се наоѓа. Има завидливост во фолк естрадата? Па има. Па за тоа прашувам. Има секаде. Морам да бидам реална, има секаде. Не само во нашава професија, мислам и дека во другите. Која да е професија? Веројатно некако- отрпна од Па да. нели, тие Едноставно се реплаказала гледам мојата муабети. работа и многу не се замарам со тоа кој што кажал, како го кажал. Имавме Мики кој што прилично успешно нели не представуваше на звездите на Грант и некако еве нели таква ни е содржината ни се наметна. Утринава нешто Кате ме убедуваше дека ти си се прерувала, јас си Јас реков нешто. не, но се помеша, Нешто небитно. се помеша, Да го врземе така. муабетот на таа тема. Чинам дека се немаш пријавено на едно такво музичко шоу до сега во стартот на твојата музичка кариера. Сега веројатно и немаш ни време за сето тоа. Така е. Па и немам потреба, мислам. Да. Но дали може би си помислила, дали Никогаш. на почетокот на кариерата кога почнуваше имаше некаков нели дали да се движиш со настапи во клубови или да почнеш со нешто што ќе ти даде ветар многу Така. побрзо со некое такво музичко шоу? Какво е тоа размислување? Па, моите родители неколку пати ме пријавуваа на такви шоуа. Не знам, тогаш беше, мислам, зајди, јас кога почнувам да пеам. Ама, едноставно, не отидов. Не знам зошто, таков тип сум, таков карактер сум. Срамежлива си? Па во тој период и бев Така? срамежлива, да. И мислев дека кариерата треба постепено, најпрв со наредни преработени песни, за да се доближам нели побрзо до публиката. А подоцна и со авторски песни, некако така ја започнав мојата кариера. А сега од оваа перспектива на нештата, Велиш може би требаш. па не знам, Може би ќе беше полесно. може да би, позна да, публика. може Сега би веќе не. те знаат. Јас ништо не брзам во животот. Не, јасно. Се Види, многу правам мудро чекор по до чекор. сега, нели, Пливаш, играш. со мој со заедно генерално многу мудро работите на одржување на популарноста, нели, и со настапите и така натаму години назад. Колку години Да, веќе па си? веќе со Бобан работиме заедно околу 8 години, 9. Осум, Да, така е, јас сум значи во тоа е продукција, прилично во период. моја продукција, да, и тие Се се грижат за се околу Јасно. мојата кариера, мене ми е само да пеам, Да. да И да се бидам смееш. насмејана позитивна, да. Да, и Да. многу е полесно. Така е. Сега. Реално. А инаку што се однесува до тие талент шоуа и тоа како се ветар
во грб на такви млади. Кој знае да го искористи после Да, сето тоа, инаку нели? сега бев од другата страна, бев како жири, заврши шоуто се викаше Пад од звездите, не се емитуваше на Телма, на други телевизии се емитуваше. Да, убаво е да ги има, нели? Убаво е Небитно да дали ги ќе биде има. на Телма, на било која телевизија. Убаво е да има младите, да имаат каде да простор покажат. каде да се да Така е, покажат она што многу, го знаат. иако сме во дигитално време каде што имаат простор, сепак не е ист начинот на презентација на социјални мрежи и на медиум како што е телевизија. И да кажам, многу ги има тие и социјални мрежи и веќе во денешно време и секој кој што има желба почна да пее. Може да. Но вредностите се различни. Но да. Но мислам дека квалитетот кога тогаш ќе излага на се површина, избија на така. површина. Ја гледам колку е сат. Отидовме со времево, Не знам дека отидовме, не прашавме за песната. Да, песната на две, да, затоа и билам на дојдовме. Нина, да, на две страни. Може ли Куса само да ни кажеш кои се двете страни на кои што се бара стојне во новата тема? Така, на две страни е мојата најнова песна, балада. Овој пат која што ја најавивме во претходното наше минатото, дружење, така, да. Песната е со музика на Борче Димитров, текст на Орце Зафировски, да ги поздравам, и аранжман на Бобан Мојсовски, снимено е со арт продукција и снимено е на две страни. Во Македонија, ли е на не две е затоа. Така ни беше идејата да ја снимиме дел овде, видеото зборам, да го работиме дел овде и дел во Германија, поточно во Каршлуе. Таму имавме настап, па некако се договоривме со организаторите дали може да направиме некоја комбинација и да снимеме некои кадри таму во Германија. И песната инаку во текстот се зборува за, да кажам, Нешто што ти пар. немаш врска за тоа. Немам врска реално, да. Ама ми се допадна кога го добив текстот и ја прифатив. За пар кој што веќе не е заедно. Да. На две страни. И тие се веќе на две страни, да. За љубов. Во која што сигурно ќе се пронајдат, нели? Многумина. Многумина на различен начин ќе се На различен затоа начин, се да. прават нели тие песни. Па на две страни ќе ја слушнеме и премиерно на Телма. Стојне ти благодариме, успех Успешна летна и турнеја. успешна летна Ви турнеја. благодариме, ви благодарам и на вас, благодарам на поканата и се надам се гледаме со нови проекти набрзо. Да оди ти на сите страни, Поздрав пак за врати сите. се на овие страни, со катето чекаме од септември. Ајде, на две страни за крај. На две страни. За крај. Фала ви што не гледавте. Поздрав од нас во оваа сезона на Утринската на Телма. Чао. Чао. Јас и ти сме на две страни, далечни ко океани. Сега градиш дом со друга, а јас сум ти сосем туѓа. Слушам дека си добил, пресреќен си што се роди и што личи тој на тебе, а да си прашал ти за мене. Ти што вечна љубов е ти, неќеш сега да ме видиш. Ти на мене не се сети, веќе толку години. Ти што срцево го зема, дали знаеш колку страда, после тебе веќе нема на друг љубов јас да дадам. Јас и ти сме на две страни, како зрна ти ме рани. Далеку од мене појде, ниту пиша, ниту дојде. Така овој живот тече, малку тажен, малку среќе. Имам се јас, што ми треба, само тебе ми те нема.
любове.